Додека ги чекаме промените во Фудбалската федерација на Македонија, се чини дека баскетот е побрз од фудбалската топка. Информациите од Кошаркарската федерација на Македонија велат дека Перо Антич е на излезна врата. Доргутов, какви информации имаме повеќе? Информациите на продукција Скок велат дека 44 делегати на собранието на Кошаркарската федерација на Македонија веќе го најавуваат и полуотворено се ги депонираат своите подписи, своето барање и на некој начин на демократски пат низ процедурите и она што им го дозволува статутот на Кошаркарската федерација на Македонија, го изразуваат јавно своето незадоволство од работата на претседателот на Кошаркарската федерација на Македонија, господинот Перо Антич. Тоа се информациите. 44 клуба сакаат промена на челната позиција во КФМ. Од 56-7 беа, ми се чини. Мислам дека се 50. Тоа се 2/3. 2/3 од луѓето сакаат Перо Антич да си оди. Некаде малку повеќе од 2/3, реков, го изразува своето незадоволство и де факто она што ти го кажуваше така, бараат заменување на Перо Антич од претседателската функција. Можеме ли да оперираме со некои имиња на клубови кои што пак му даваат поддршка на Перо Антич? Од тие остатокот помалку од една третина. Има во ова, би рекол, деликатна ситуација на македонската кошарка од аспект на структурата на Кошаркарската федерација, има клубови кои сметаат дека Перо Антич и на некој начин коректно ја обава својата функција. Неофицијално дознаваме дека еден од пореномираните македонски кошаркарски клубови е МЗТ Скопје од Аеродром, кој на некој начин, ако не е за Перо Антич, апсолутно не е против или е воздржан во оваа констелација на односи каде што нема нешто конкретно. Што е со работнички? Од другата страна, работнички далеко постар клуб со подолга традиција и со поголеми резултати и да кажа по мене и поголемо име е апсолутно против работата и искажува отворено незадоволство од претседателот Перо Антич и според некои мои информации на пријатели на кои сепак им верувам, нивниот подпис е веќе депониран кога е во прашање поставувањето на дневен ред за работењето или неработењето на Перо Антич, односно поставување на дневен ред за негово разрешување. Имаме ли информација Перо Античеве, ќе имаат они редовно воредно? Перо Антич е дојден 2019 година, ми се чини. Март или мај. Да, 2019 година, па потоа реизбран како доаѓа тоа. Имаме ли информација кога Перо Антич би го смениле сега овие повеќе од 2/3 што нели оперираме со некоја бројка од 44 луѓе подписи, кој би дошол на местото на Перо Антич? Само пред да продолжиме, се сеќавам дека Перо Антич мислам дека беше на собранието изгласан од сите. Дали имаше со акламација, можеби имаше еден нешто беше воздржан, не со сите. И сега тој истиот... Тоа беше моментот кога паѓаше Пеце Нумовски дојде Перо Антич. Така, тој истиот сега 44 луѓе, односно в клубови сакаат да си оди. Кој би го заменил? Па неофицијално, малце е ова информација контрадикторна и треба да се провери, меѓутоа пак се потврдам на долгогодишното пријателство со луѓето кои на некој начин помагаат, не на продукција Скок, помагаат да се разреши оваа ситуација во Кошаркарската федерација на Македонија, велат дека неофицијален кандидат за претседател е Младен Ѓуровски од Гостивар. А Гостивар е за промена на Перо Антич или за... Не, до 17 септември 2024 година, денот кога ја продуцираме оваа емисија, монтираме и ќе ја емитуваме, Кошаркарскиот клуб Гостивар апсолутно е воздржан или десилно не искажа незадоволство од работењето на претседателот Перо Антич. Што малку е контрадикторно по мое видување, да кажем, по наше видување, но тоа е де факто ситуацијата. Добро, она што останува како белек, тоа што јас го гледам и името на нашата емисија е таква пета димenzија во спортот, малку е чудно, све некои асови имаме, а све излага посебно тоа нешто се фрла дрва и камена по нив, ова не значи дека стоја на страната на Перо Антич, напротив, сакам да излезе вистината и да видиме зашто луѓето сакаат да си оди Перо Антич. Што е причината за ова барање? Така, меѓутоа, значи зашто го спомнам, Перо Антич од кошарката. Оваму во раковет на федерација Мукаетов задоволни излага човекот, Мукаетов сака да си оди. Некако па на мала дигресија има и други големи имиња во другите спортови, малце ќе го отвориме и тоа
попат што се вели за темата за Перо Антик, очигледно по моје ведување Перо Антик не е Живко Мукаетов. Што сакам да кажам? Господинот Живко Мукаетов со една бизнис интуиција, со еден бизнис ген наследен од татко му Трајчи Мукаетов и од тоа раководење на гигантот Алколит, апсолутно како да ги предухитри сите, како да излезе побрз од сите и поитар 6-7 месеци пред редовното собрание на Ракометната федерација на Македонија, се заблагодари на сите, ги пофали тие кои се работувале со него и кои мисли, и де факто суштината е најави за минување од Ракометната федерација на Македонија, ми се чини во март 2025 година. Кога малтене никој не барал вака како што сега ќе се случува со Перо Антич, му кај тоа вика јас си одам. Не, Никој, нема ни приближно далеку некоја иницијатива на делегати на собрани или на клубови да искажат незадоволство од работата на председателот на Ракометната федерација. Ваму имаме обратен случај. Овамо па со Фудбалска федерација со Метин барат, човекот си тера, се ужива, да не речам. Добро, таму имаме ситуација каде што фудбалската икона Горан Пандев на некој начин протежира друг кандидат. Добро, ајде, продолжуваме. Значи, денешната тема, вечерашната тема е Перо Антич и неговата промена во Кошаркарска федерација на Македонија. Некако со промена на власта во државата, како по некое непишано правило, доаѓа до промена и на или барање за промена на федерациите спортските. Добро, тоа не е од вчера, тоа е долгогодишна пракса во независноста на држава Македонија. Мене лично не ми изненадува. Па не изненадува нас, веќе сме навикнале, нели? 33 години државност имаме, но некако чудно еве. Не наоѓам забелешка зошто е тоа така, можеби и некој се мести. Да, можеби па и се мести. Се сеќавам на една побуна на кошаркарските клубови, само што дојде Перо Антич за председател, нели го смени името. Он беше еден прв што смени Кошаркарска федерација во Кошаркарска федерација на Северна Македонија. Не може многу проста тоа. Значи, не го сменило ти он сакал, тој сакал. Па добро, ама мислам дека она на знаката ја смени и сега му се држат за тоа. Но еве тоа што денеска дојде до мене како информација, во оваа прилика сакам да го кажам, значи Зоран Буре, вестник Бажиновски, наш долгогодишен пријател, познаник, кој што цитира со неговото истражувачко новинарство, имам информација дека десетина дена поред, можеби 7-8, пушта писма, барања со прашалник, као прашалници или како и да ги наречам, до Кошаркарска федерација, каде што наведува многу работи, и ти ги споделив и ти ги имаш тие видено пред емисијава. Значи, штом Зоран Божиновски почнал да пушта такви прашања, не може тука да нема ништо. Значи, директни прашања отворени до Кошаркарска федерација. Добро, да ги кажеме тоа што го знаеме, значи се поставува прашањето дали господинот Перо Антик патувал во Соединетите Американски држави во приватна посета со финансиски средства од федерацијата. Мислам, кафана нешто се спомнува, правил Дукат. Дека правил приватна забава да плати со пари на федерацијата. Јас за двете работи лично не верувам. Затоа што сепак Перо Антик е големо спортско име и да излезеш на медиуми, на портали, на подкасти, по телевизии да кажеш колку јадници евра си донирал во разноразни, да кажам, манифестации, хуманитарни цели, акции, па и приватно, и така натаму, да не навлегувам, и на крај да го платиш твоето приватно патување и софрата во ресторанот Дукат од пари на федерацијата. Не можам да верувам, не велам дека не е истина. Така, види, искуството покажало дека многу работи во кои што не сме верувале, се покажувало дека се вистинити. Може и од таму доаѓа незадоволството, конкретно се поставува прашањето како може да се изрази тоа незадоволство. Значи, статутот на Кошаркарската федерација е десиден и вели дека 44 делегати се апсолутно 2/3. Она што повеќе од 2/3. Да, она што го загатнуваме, како може да дојде евентуално до тоа вонредно собрание каде што ќе се решаваат многу нешта. Нели, предвидено е дека 2/3 од делегатите може да свикаат собрание. Многу интересен моментот овдека ќе го споменам, еве воедно ќе честитам на Борко Ристовски како министер за спорт. Значи Борко е едно познато име и презиме не треба многу да се зборува за него, дури по мој критериум, има секакви коментари вакви и такви, по мој критериум на равниште со Киро Лазаров,
кога е во прашање спортското достигнување. Овој како ракометар, овој како голман. Зошто го спомнувам Борко? Како министер за спорт сега во некој од не знам каде гостуваше, не е ни важно, кажува дека ќе влезе како се вика таа финансиска полиција или не знам кој е. Има многу органи кои имаат Каде надлежност што ќе влезе во КФМ и ќе истражи. за Тоа е гледање на релевантно. Тоа не е спорно, Очекуваме. тоа е најдемократско право, најлегално барање, нити пак треба да се свати како некоја закана ако таму се регуларно и чисто. Уште повеќе таквите интенции, таквите барања, таквите настапи на министерот за спорт треба само да се поздрават, никако поинаку. Апсолутно. По дефолт, без оглед дали е тоа денес Борко Ристовски, утре е некој друг. Така. И не треба ниту еден претседател да се плаши за тоа. Да се вратиме на претходното. Свикувањето на вонредното собрание не е спорно. Останува од она истражување кое продукција СКО го направи, како може да се одвива тоа собрание, бидејќи во статутот на Кошаркарската федерација на Македонија децидно стои дека 2 години по последниот избор или реизбор на претседателот Перо Антик, тој не смее да биде тема за отповикување на неговата работа. А од она Тоа што значи ние дека- пресметавме, Дека не можат сега кога би имало вонредно собрание, а не се истечени 2 години од неговиот реизбор, не може да го сменат. така е, може да бараат, ама немаат право да го сменат. Не знам како да го дефинираме тоа. Ако 2/3 од 57 сакаат да го променат статутот, и јас мислам дека Собрание може. мора да се свика, тоа не е спорно. Се свикува собрание и 2/3 или повеќе, 44 располагаме со некоја бројка, точно или не точно ќе покаже Ќе покаже времето. времето, не. Ако сакаат да го сменат, они можат тој член од статутот да Не може да го го сменат, тоа не може да побараат негово разрешување. Не зборувам за промена на членот од статутот. Не се разум. Тоа да, тоа е легитимно. Значи, со правниците со кои разговарав на оваа тема, кои ја познаваат оваа проблематика, апсолутно се децини дека статутот на било која спортска федерација може да се промени под одредени правила, услови, со гласање на демократски принципи. Во конкретниот случај, 44 делегати, хипотетички ги кажувам, апсолутно може да го променат статутот на Кошаркарската федерација на Македонија и да го измена тој член каде што децидно Што штити стои. председател, дали овој некој. Сега, дали на истото собрание може да се постави нова точка на дневен ред разрешување на господинот Перо Антич, тоа не сум сигурен. Аха. Или треба да се побара ново вонредно собрание, зошто и ово го отвараме. И самата знаеш дека промените на статутите мора да поменат низ верификација на државните надлежни органи. Централен регистер, не знам, банки, УЈП, агенција, Министерство за спорт, Да. и ред други. Види, малку од тоа што мене ми боде очи да кажам, многу е невкусно ако не те сакаат да сакаш да останеш. Малку ми е тоа чудно. Тоа е Значи суштината. тоа не е спортски тоа. Спортски е да сакаш ако си прав и чесен, да сакаш да се избориш и да докажеш дека е така. Но не е спортски ако излезат повеќе од 2/3 од луѓето на кои што ти си им председател. Да сакаат да си одиш. И Искажуваат ти упорно незадоволство. сега ќе ловиме дали статутот те штител, дали статутот не те штити. И на крајева, ако е се така како што вели Перо Антич во емисиите кај што гостувал, дека за оној финансискиот дел зборувам за пари, за дека имал, дека давал, дека честел, дека е голем галантен, јас сакам да верувам дека е така, немам причина да, да не верувам, тоа се сериозни емисии. Не го познавам лично, немам изграден став да кажам Па која е логиката да взимаш влече пари од федерацијата за приватно патување тоа во ми е Америка? прашање. Или во ресторанот Дукат, некоја седенка да ја плакаш, твоја седенка да ја плакаш со пари. А да одиме, Не верувам. да го чекнеме по овој момент, каде што во една прилика Борко Ристовски, повторно го спомнувам, кажуваше таму за некои бели прашкасти материи, каде што Зоран Божиновски во овие што им ги пушта на директна адреса на Не сум Кошаркарска прочитал за федерација. тоа. Значи јас го имам прочитано, им пишта во Кошаркарска федерација на Македонија, каде што прашува таму дали користел ова. Значи, Ако има таква ситуација, тогаш не ми е јасно како не ми е непријатно на толкави големини и величини така да дозволат да доаѓа до тоа, малку не ми е јасно. Еве Пандев да го спомнам. Значи не чудно, мометот ми е чудно е за нашите спортски великани. Значи Горан Пандев, многу коментари прочитав, сите се позитивни за Горан Пандев. Он е една таква мила звезда, која што нема кој не го сака. Многу коментари го пецкат и тоа убаво, дека си го става името и презимето и се она што го носи на плеките
од минатото стекнато преку фудбалот, за да биде друго име и презиме председател. И сега, нели баци Тоа е малку е дискутабилно и тоа јас се согласувам со тебе. Pero Генерално Антиш, не е во ред за Горан Пандев. И релевантно е кој го предлага за председател, сигурно тој заслужува ако Горан Пандев мисли дека треба да биде. Во конкретно случај зборуваме за Маса Ромарагич. И релевантно нека биде ако јавноста сака да се вратиме на кошарката. Зошто ни се случува, ми е прашањето, не сакам да го затвориме вака, зошто ни се случува со спортските великани, како Горан Пандев, како Перо Антич, како Кирил Лазаров, како Иџе, тоа го кажува министерот за спорт, а тоа го гледаме, пази, јас сега ќе кажам, да не бидам погрешно сватена, не е Борко непаметен што излезе само една позиција, да може да излезе и да го каже тоа, ние самите сме го кажале тоа, бе, личи ли да рекламираш нешто каде што нашата младина забегува по тие работи. Значи по коцка, по кладилници, по слично. Што се случува со нашите големи имиња? Па ќе излезе дека Дарко Панчев, кој што е како исто така меѓу нив, значи Дарко Панчев апсолутно спаѓа меѓу нив. Фудбалските постигања под звездата и па имате па ќе излезе, па ќе излезе дека Дарко Панчев е најголема величина од нив, не е рекламирал коцка и кладилница. Во кошарката се случува тоа што се случува, луѓето ги чепкаат, бараат, незадоволни се. Тука има поле за уште подлабоко истражување, не завршува со ова. Има денеска една информација дека и женските во кошарката се даваат на некаков бунт, но за тоа кога ќе имаме малку повеќе информација. Да, зборуваме за првата кошаркарска лига жени, така или Суперлига како се вика. Неофицијално дека најавуваат бойкот, што е уште еден само аргумент плюс, доколку дојде до тоа, на начин на искажување на незадоволство од работата на Кошаркарската федерација. Не мора да биде на председателот, има таму и други органи, има генерален секретар. Дека во кошарката врие, дека во фудбалот врие, во ракометот најмалку врие затоа што Мукајтов си рече јас. Па очигледно Перо Антик не е Живко Мукајтов. Перо Антик. Не е Живко Мукајтов. Не е Живко Мукајтов, така е. Поблиску до мете него да... Значи, со целиот респект кон Перо Антич, со целиот респект кон Добро, тоа е нашата пета димензија, не е ништо... Кон неговата величина на име како Бог да чува некој. Ако излезе, братче, дека 44 луѓе, односно клубови, не те сакаат или здруженија што и да се таму, не те сакаат, тоа е сериозна работа. Тоа е сериозна работа и оди, терај си го животот, приватно можеш што сакаш да правиш, иако баш и не што сакаш, затоа што сепак си препознатлив и треба малку да држиш до себе, им даваме нели порака и на младите што е добро, што е лошо. Тоа би било за вечерашната емисија. Да. Топ тема. Незадоволство од работењето на председателот на Кошаркарската федерација на Македонија, господинот Перо Антик. 44 делегати очекуваме да го изведат тоа на АЧИК со своји подписи, барање или како е процедурата, да не навлегуваме во деталите, како се тоа ќе оди ќе видиме. Во секој случај ни предстојат промени во фудбалот, барем најавени, а во ракометната федерација на Македонија се е јасно, господинот Живко Мукајтов ќе раководи уште 6-7 месеци и некаде во март 2025 година ќе се поздрави и заминува на нему својствен начин. Каде ќе се сторкала баскетчето на страната кај Перо Антич и на спротивната, останува да видиме во периодот што ни престои. Тоа беше вечерва се од нас, доколку ви се допаѓаат нашите емисии, дадете ја вашата поддршка, притиснете subscribe, не ве чини ништо, бесплатно е, а со тоа знаеме дали ви се допаѓаме или не. Бидете ни живи и здрави. До скоро.